Добро дојдовте назад, утринска добро утро секој утро на телевизија Алфа. Во работните денови сме заедно со вас цели 3 часа отворена програма. Повеќе до вас, доколку имате прашање до докторката, која имаме чест и задоволство да ја гостиме во нашето студио во телевизија Алфа, доктор Аница Хаџипетрушева Јанкиевиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од Аџибадем Систина. А доколку имате и прашања, само да најавам дека ќе можете да ги поставувате токму до неа со низиниот стручен совет. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро. Да. Ми кажавте дека се чувствувате пријатно во нашето студио и навистина тоа нам не значи. Да. Со оглед на тоа што се уште нели светската пандемија, свидоци сме нели сите не затакна ова светска пандемија, нели сите се соочуваме кој како може, да, буквално застана светот, но се рехабилитираше малку целата земја, би рекла, а посебно живиот свет, животните мислам дека се послободни живеат и природата исто така се раззелени и ја видовме во полн сјај. Сега ние, луѓето, нели бевме малку редуцирани кога станува збор за физичката активност, физичката кондиција да си ја одржиме. Многу денови бевме во карантин, многу денови под полициски час, ограничено нели движење ни беше. За оние што сакаат да посветат време за физичката кондиција, но и да имаат убава ментална, би рекла, кондиција, затоа што и тоа е многу важно во овие моменти кога се соочуваме со такви некои, да речам, под наводници, но за некои депресивни навистина денови. А меѓу останатото, редовното вежбање е добро за менталното здравје, така и за физичкото и за менталното здравје. Светската здравствена организација, да. Да започнеме како вовед во оваа тема. Колку физичка активност ни требаше, барем малку, за да си одржиме таа? Во целиот овој период на почетокот сите бевме максимално пасифизирани и максимално изненадени од ситуацијата во која што се наоѓаме. И прво психички требаше да прифатиме што се ни се случува на глобално ниво, така да комплетниот дел на физичката активност го занемаривме. Како поминува времињата, односно месец, два, сите потајно посакувавме ова побрзо да заврши, меѓутоа се пролонгираше целото тоа и пасивизацијата наша и влегувањето во еден затворен круг, седење дома, работење од дома или работа дома со тие сите полициски часови и сите превентивни мерки не натера да бидеме максимално физички неактивни. Со тек на времето почнаа да се јавуваат и оние тегоби од типот ме боли грбот, ме боли половината, ме болат колената. Седаме боли од лежење и седење. Од најмалата до најголемата возраст, само заради таа никаква физичка активност. Дефинитивно физичката активност, како што напоминавте, Светската здравствена не ја смета само заради естетски дел или во тој поглед, туку ја смета како подобрување на севкупната состојба на организмот, подобрување на оксигенацијата на организмот, подобрување на имуниот систем и подобрување, односно одржување на менталното здравје. Така да не е само оние кои што биле претходно физички активни, туку сите треба некако да се адаптираме и да почнеме со физичка активност, односно да почнеме да се раздвижуваме. Мерките се сепак превентивни, се уште ригорозни, меѓутоа имаме можности и малку повеќе да се движиме во природа во периодов, така да веќе може да се применуваат некои методи. Сега, со оглед на тоа што веќе 4 месеци се справуваме сите со COVID-19, а посебно вие медицинските лица, и во оваа прилика ви благодарам што навистина се грижите за нашето здравје. За жал, може би требаше не се случи COVID-19, за да сватиме колку нам сте ни потребни. И ви благодариме за тоа, да. Исто така, прашањата до вас, на вашите пациенти. Во овие 4 месеци, на таков начин ќе го започнеме и разговорот, со оглед на тоа нели дека и респираторна болест, малку ќе позборуваме и за дишењето, како да си го подобрат, дури за заболените од COVID-19, дека делотворно им делувало, но на почеток ете како вие на вашите пациенти што им превениравте или што им советувавте во тие 4 месеци од прилика додека седат дома, работат од дома, приморани се да седат повеќе од слободното време дома. Да, како да си го одржат умот, па и физичкото здравје. Значи, основата е дека вежбите што се изведуваат, барем во домашни услови, рековме, ќе подобрат циркулацијата, ќе го одржат тонусот на мускулот, ќе делуваат на менталното здравје и ќе делуваат на оној момент на одржување на телесната тежина, можда не слабење, ама одржување, затоа што сега се справуваме со несаканите ефекти од тоа.
Што беа препораките? Препораките беа да барем во домашни услови се изведуваат вежби за истегнување, вежби кои што се ги има ние основни йога вежби, на интернет баш им посочував сајтови каде што може наједноставни вежбички да се изведуваат. Оние кои што работат од дома имаат седентарна, односно компјутерски врзана работа, наместо да седат на столче, да седат на пилатес топка, да се истегнуваат на топка, да се прават во домашни услови вежби со еластични траки, со мали текчиња. Ништо од тоа да не е форсирано, меѓутоа за да и умот ни биде во некој распоред и да знаеме дека мораме тоа да го направиме. Во тој временски период, вежбаме. Да кажеме дека вежбаме. Тогаш пиеме кафе, тогаш работиме, меѓутоа и да го подготвиме организмот и умот, затоа што само на тој начин можеме да бидеме дисциплинирани, да не одложуваме за подоцна. Дисциплината е многу важна. Да, во тој аспект. Основното нешто што беше, затоа што од старт се насочи дека и коронавирусот е респираторно, иако сега има и други, нели, симптоми, односно сознанија. Меѓутоа, го афектира многу респираторниот систем. Особено внимание се обрнуваше и советува во однос на вежбите за дишење. Има неколку типа вежби за дишење, вежби кои што го не учат како правилно да дишиме, како правилно се вдишува и издишува, вежби кои што влијаат на зајакнување на респираторната мускулатура, односно меѓуребрената мускулатура, грбната и диафрагмата, вежби кои што влијаат на регулација помеѓу мускулатурата на градниот кош и абдоменот и вежби кои што влијаат за проширување и подобрување на размената на гасови во белодробието. Значи, едните се кои што кратко се изведуваат, другите се со задршка. Сите тие се докаже и покажа дека максимално позитивно влијаат и кај обичниот народ, значи кај сите нас, и кај пациентите кои што се со хронични заболувања, хронични белодробни, хронични кардиоваскуларни заболувања, дури и кај пациентите кои што имаат полесна симптоматологија со COVID-19 или кои што за среќа нели се излечиле, меѓутоа треба потоа имаат еден малку подолг период на рехабилитација. Токму дишењето ќе им помогне, односно правилното дишење. Правилното дишење, вежбите ќе помогнат во однос на подобрување, односно одржување и подобрување на функцијата на белодробието. Да посетам само за гледачите на телевизија Алфа и Добро утро секој утро дека имате можност да се јавите директно во нашиот етер и да поставите прашања до доктор Аница Хаџи-Петрушева Јанкиевиќ од Аџибадем Систина, специјалист по физикална медицина и рехабилитација, за сите вас што сакате стручен совет токму од неа. Кажавме дека дишењето, кажавме за овие 4 месеци кои биле вашите препораки до вашите пациенти, а што сега во ова временска дистанца? Кои се вашите препораки? Како е сега малку да бидеме поактивни, како да се задржиме физичката кондиција? Како да не се здебелиме толку многу, докторке? Да одржиме, барем. Да не оди нагоре кривата и таму. Дефинитивно може веќе да се почне со ние надворешни активности, апсолутно почитувајќи ги сите мерки за физичка дистанца, за носење маски, за негрупирање, меѓутоа пешачењето апсолутно во различни временски периоди од денот можеме. И тоа почнуваме со пократки релации, километар, 2-3, па секојдневно ги зголемуваме. Джогингот, исто така индивидуална активност, возењето велосипед, возењето ролерки, сето тоа се индивидуални, да речем, физички активности кои што може да се Ке си ја дополните реченицата, секако гледачите секогаш имаат предност да го слушнеме прашањето на нашиот гледач и вашиот стручен совет. Добро утро. Добро утро, секој утро. Поздрав, Ана, до тебе, поздрав до докторката. Поздрав и до вас. Вака е ситуацијата, се работи за мојата мајка, која што е повозрасна. И именно на почетокот на јануари се искриви рбетниот столб, а на почетокот на март па и се појави грбка. Што значи таа грбка више стара е некаде околу 3 месеци. После 3 месеци на таа грбка, отприлике 9-10 пршлен, дали има шанса да се помогне, што советува докторката? Или веќе е касно? Благодарам однапред.
Ви благодариме за вашето јавување, ви посакуваме убав и пријатен ден со телевизијата. Искривувањето на арбитниот столб без било каква траума или без било каква повреда не може да стане таква нагло и појавувањето на таа грба мора да има некаква заднина, некаква причина претходно. Не може одеднаш од чисто здравје да настане. Мора да се пронајде причината зашто настанало тоа формирање на грбата, зашто настанала целата таа пореметување на статиката на арбитниот столб и многу е непрофесионално вака да се каже може или не може. Значи основното е да се направи барем еден рентген обичен на арбитниот столб за да се види каде е токму проблемот и што настанало за толку релативно краток временски период за да може понатаму да се прогнозира што ќе се прави и како тоа ќе се третира. Да. Добро, да продолжиме со овие препораки што ги започнавте, но секако уште една гледачете. Не доволно прашања верувам ќе останат и неодговорени, но добро, ќе ни дојдете повторно на гости и ќе ги одговориме сите наши наменети за вас прашања. Добро утро за следниот гледач. Ало, добар ден. Ало? Добро утро, секој утро, повелете. Да, у програма сум, нели? Да, повелете, говорете, ве слушаме одлично. Види, да прашаме докторката. Докторке, имам проблем со прво ми се појави у плешката, десната страна на средината на грбот. И после болка. И кога одам, пешачам, и ме затегаше како со дишењето. Докторката ми рече интернистка, јас откочен јавувам. И ми рече, вика да видиме со срцето. Срцето не е ништо. И са ми се појави доле у карлицата. И од десната страна, тоа нерво, виж, јаудилни, тај каков е. И у карлицата имам проблем, не можеш да исправам трпне аминозите, ама ја многу возам точно. Цел ден точно ќе седам, ќе возам, а не можам да одам. Да се исправам. И сликана, физикална, вамо, намо, те 2-3 години се метлеам и ми викат, имаш цисти на карлицата. Што да ги направиме тие цисти, како ќе ми препорачат, јас сум 22 години на диализа. А точно го возам цел ден. Од сабајле до вечер ќе го вртам точно. А да кренам да одам, не можам. Што да правиме, како да за вежбање, од дете сум спортист, вежбам, витален сум до сега, фала му на Господ, за тие 22 години на диализа, добар сум. Па натаму ќе видиме. Сега да ми се подобре у карлицата тука ово и од десната страна, те тука е тоа коската што вие знаете. Имам проблем таму, ме боле. А кога лежам на, мислам, 4,5 сата на диализата, после диализата, осеќам се подобро. Дали се испразнат цистите, не притискат на нерво. Шо е, како е вие знаете, вие сте стручни за тоа, ја само може да прашам. Добро, ви благодариме за вашето јавување и прашање, да го слушнаме соботото докторка. Пациентите на диализа со хронична бубрежна инсуфициенција немаат изолирана, имаат еден комплекс на тегуби кои што се поврзани една со друга. Не го разбрав пациентот каде се тие цисти, како се на карлица, меѓутоа нели локализирани каде и како. Меѓутоа го афектираат и скелетниот систем е афектиран кај пациентите со бубрежна инсуфициенција. Може да вози точак и треба да ги применува сите оние активности кои што може лесно да ги применува и да не се форсира. Меѓутоа за состојбата на скелетниот систем треба апсолутно да се консултира со својот ендокринолог, нефролог, затоа што тука има еден хормонален циклус кој што се пореметува и со ортопедот за заместителна терапија која што е потребна да ја прима пациентот. Да, голема заинтересираност, веројатно на вистина ќе ни дојдете повторно на гости, докторке. Како заокружување за овој наш денешен разговор, да подсетиме само на вашите препораки, ете во однос на исхраната, физичката активност, на кој начин да бидат по физички активни, природата ни го дозволува сега тоа, временските услови исто така. Да, временските услови, играње тенис, ако веќе толку сакаме некаков комуникативен спорт, меѓутоа групните спортови. Сето тоа умерено, веројатно, затоа што долг период помина
година кога бевме полека, пасивни. да се воведуваме полека со шетање, со полека возење велосипед, со постепено изведување вежби во домашни услови или надвор, или оние вежби за истегнување покрај Вардар. Да, убаво е наутро тоа да се прави и да можеме да ги активираме сите оние физички активности кои што не подразбираат групирање на населението и не подразбираат контактни спортски активности. Да. И од Светската здравствена организација да посетим уште еднаш дека препорачува луѓето да останат физички активни, па и во време на карантини, во време на полициски час, и во време на пандемија, а и сега еве кога добро, некои земји се справуваат многу подобро од нашата земја, со оглед на нашите новозаразени, кривата вртоглава расте, што е загрижувачка бројка за сите нас, но добро, веруваме дека ќе ги почитуваме мерките, ќе бидеме општо одговорни за колективно здравје. Да, има и многу прашања кои истражував малку на оваа тема, но ќе оставиме за уште еднаш да ни гостувате секако во Утринската Добро утро секое утро, од типот како да одржам физичка кондиција, препорачаните 2 метри оддалеченост, па дали да се напијам вода од некоја чешма што е надвор, локална, значи многу прашања навираат од гледачите, а секако и многу неодговорени прашања што јас имав да ги поставам до вас, но ете гледачите секогаш имаат предност, ќе ни дојдете повторно секако и како препорака уште една за генерално за гледачите. Физичката активност го подобрува и физичкото и менталното здравје, да бидеме дисциплинирани, цврсти и издржливи и да се избориме со оваа целосна криза што не снајде.